Во 2020 се донесе Законот за младинско учество и младински политики, прв од осамостојувањето на државата, и дефинитивно со ова го гарантираме учеството на младите во сите процеси на донесување на одлуки, со посебен аспект на локалните власти и на локалните политики. Во самиот закон се предвидува формирање на локални младински совети, формирање на младински центри, воспоставување на службеник за млади во секоја институција, определување буџет за млади, формирање на локална стратегија, и токму тоа беше нашиот мотив да дадеме шанса на сите млади. И кога зборувам за форми на младинско организирање, тука мислам на младински организации, организации за млади, неформални групи, подмладоци на политички партии, заедно да седат на иста маса со креаторите на одлуки на локално ниво, на централно ниво, и заедно да ги димензионираат тие политики и прашања кои што се од интерес на младите луѓе. Има сериозно подмрднување на оваа тема, затоа што голем број од тие млади веќе се дел и седат на иста маса со носителите на одлуки и заедно го концепираат тој модел што се вика ко-менеджмент систем. Тоа е врвен демократски процес каде што на иста маса седат и носители на одлуки и представници на организации, и така ги прават тие политики и мерки за младите, затоа што и како влада обично се водиме од тоа дека токму младите знаат најдобро што е за нив младите. Малку да појасниме, еве на пример, младите од населено место при општина Босилово со одредена иницијатива. Кој е оној пат да се канализира нивното барање или пак да се слушне нивниот глас? Токму тоа е и намерата на самиот локален младински совет, затоа што во дефиницијата по законот што е локален младински совет, ние викаме тоа е советодавно тело и застапувачко тело на младите од средината каде што доаѓаат. И целта на овој локален младински совет, процесот на формирање оди преку свикување иницијативен одбор, општината објавува јавен повик, па потоа да се изберат тие членови во рамки на локалниот младински совет, и токму тие се таа што викаме десна рака на градоначалникот и на советот на општината. Едноставно ниту една општина, ниту еден совет не може да има зијан кога станува збор за вакво тело, затоа што тоа е суштината на она што ние сакаме да го постигнеме. Директна и индиректна демократија на младите, без разлика дали се работи од урбана или рурална средина. Во самата дефиниција на локален младински совет, ние викаме, тие поднесуваат иницијативи, поднесуваат одредени програми и активности до советот на општината, се разгледуваат на самиот совет на општината, и од таму извира заедничкото делување и на совет, и на локален совет на млади, и така се имплементираат активности и политики за млади. Кога зборуваме активности, не зборуваме активности за организирање на некој концерт, спортски натпревар, туку за креирање на локална стратегија за млади. По стратегија, подолгорочниот. И не само стратегија да биде на хартија, туку и акцијски план по кој што тие ќе делуваат. И сега тука иде моментот на таа соработка каде што градоначалникот општината треба да бидат подготвени и да кажат да, одлична иницијатива, одличен проект, одлична активност, и ние сме спремни да ја поддржиме со таква и таква сума. Сега се надоврзувам на она што го кажав предходно. Затоа ние во општините предвидовме 0,1% од буџетот да биде предвиден за имплементирање на младински активности.